би сакале денеска да го чуеме вашето искуство или мислење на оваа проблематика. Ви благодариме, се надеваме дека ќе допринесеме за менаџери. Ова се така наречените агенти на промени. 15 на експерти од правосудниот систем, суди, обвинители, адвокати, припадници на МВР учат како најефикасно да ги обучат колегите ширум земјата за примена на посебните истражни мерки во нивните професии. Градиме капацитети, индивидуални капацитети, но и капацитети на експертска работна група, која што понатаму се надеваме ќе придонесе во развој на иницијативи, во однос на промена на закони, во однос на градење на свест, односно потенцирање за тоа како и на кој начин треба да се внимава кога се издаваат посебни истражни мерки и да се внимава на почитување на принципите и стандардите за заштита на приватноста. And in fact, what we've seen in this group already is really a transformation in understanding of what's important to focus on in training and facilitation. So refocusing from data, from laws, from procedure, and focusing on what are the key issues or problems related to these topics? What are the challenges present for our legal system, but also our society at large? What values do we want to uphold and enforce, and why? And those are the questions we see the group tangling with, and we see them really resolving. А посебните истражни мерки се законска опција што може да се примени во борбата против тешки форми на криминал и загрозување на јавната и националната безбедност. Вкупно се 12 на број, од следење и снимање на телефонските комуникации, снимање во приватен простор, тајно следење, до симулирано давање и примање подкуп или постфестум вештачење на електронските комуникации. Професорот Гордан Калајџиев предупредува дека посебните истражни мерки треба внимателно да се користат за судските случаи во кои се доказ да не дојдат до Страсбур поради упад во нечија приватност. Тој дел од учесниците на обуката изработија и прирачник за спроведување на мерките за следење на комуникациите. Точно е дека имавме сериозни проблеми во практиката врзана со користењето на посебните истражни мерки и затоа добивме и, знаете, имавме и големи афери и сериозни опомени од меѓународните фактори институции, вклучително и групата на експерти на ПРИБЕ. И ова е една од, да речем, од реакциите на еден план. Македонија може да очекува дека дел од овие проблеми, слично како Република Хрватска, би можеле да дојдат во Страсбур и целта е, меѓу другото, да исправиме домашното право и практика пред евентуално да изгубиме некој случај во Страсбур. Како е можно во еден правосуден систем да има различна пракса за една иста работа? Законите никогаш не се идеални. Секој закон содржи или содржи празнини, или евентуално содржи можеби контрадикторности во самите одредби на еден закон или некои евентуални контрадикторности со одредби од други закони кои што нели нужно се поврзани со конкретниот закон. Во правото е многу важно толкувањето. Значи, може да имате една одредба, но од различни страни да биде различно толкувана, доколку остава самата таа одредба, остава простор за такво нешто. Според Законот за кривичната постапка, употребата на мерките е оправдана за справување со најтешките кривични дела и тоа само кога се исцрпени сите други можности за расчистување на одреден случај. Пред да ги применат, обвинителството и полицијата мора да добијат судско одобрение. Аргументацијата која што ние како јавни обвинители треба да ја понудиме пред судијата на претходна постапка, да го убедиме дека навистина ова е единствен начин да се дојде до одредени докази, а да сепак со нарушувањето на приватност и на човековите права се стигне до една друга вредност која што е потребна да биде пронајдена и презентирана низ еден процес. Обвинителите велат дека во одредени случаи пи мерките се навистина неопходни. Таков случај беше и пример со подкуп, давање подкуп, за кој што ние како основно јавно обвинителство бевме надлежни. И верувајте ми, навистина не можеше на друг начин за ова кривично дело да се обезбеди доказен материјал, освен со примена на посебна истражна мерка, која што вроди со плод и тоа за 2 дена, токму за нова година. За 2 дена беа обезбедени доказите, за 2 дена добивме и признание на вина и беше завршен предметот. Серијалот Работилници ширум државата покажал различна пракса. Користењето посебни истражни мерки главно е концентрирано во Скопје,
каде судиите пак речиси и да не одбиле барање. Воопшто не е лесно да се издаде посебна истражна мерка. Одговорноста е навистина многу голема на судијата, затоа што Министерството за внатрешни работи и јавниот обвинител прават една сеопфатна анализа се до оној момент додека не го поднесат барањето до судот. Веќе кога е поднесено барањето кај судот, топката е префрлена кај нас. Ќе кажете да, нема барање кое што е одбиено, меѓутоа барањата не се одбиени затоа што законската регулатива не е спроведена на оној начин како што треба да биде, за да судијата може да постапи и да ја одбие посебната истражна мерка. Одбиваме само кога е формална причина. Тоа ќе треба во иднина да се реши, за да ја обезбедиме комплетната доверба на граѓаните кон нас, зошто и од кои причини судот издава посебна истражна мерка или истата ќе има причина да ја одбие. Што во овој случај, чисто сакам да ве прашам. Но од друга страна, примената на мерките е упад во приватноста на поединци, па затоа адвокатите бараат нивно минимизирање во кривичните постапки. Па се соочуваме со многу повреди на самите постапки. Ние како бранители во постапките одредени права кај што ги застапуваме лицата према кои што се применети тие посебни истражни мерки, немаме можност, нов вид на документација. Многу од нас бранителите немаме сертификати безбедносни, за да можеме првично да се запознаеме со материјалите кои што ќе бидат во текот на постапката искористени, а со тоа се овозможува правото на одбрана и ефикасно и брзо завршување на самите постапки. Може ли употребата на посебните истражни мерки да се сведе на најмал можен број? Минимизирањето е процес кој што значи сето она што не е битно од доказен аспект, а задира во приватната сфера, да биде елиминирано, а да се стави фокус само она што е битно и што има доказна вредност за кривичната постапка. Се обидовме преку овие обуки да ставиме акцент на минимизацијата и тоа во најраната фаза се до фазата кога тие докази се изведуваат на главна расправа, односно во текот на кривичната постапка која што ја води судот. Идејата наша е да кажеме дека тајна е посебната истражна мерка, но воопшто не е тајна самата постапка. Не е тајен начинот на кој што судиите одлучуваат и ги издават. Зошто одредена посебна истражна мерка е издадена? Односно, цела оваа група има за цел да ја врати довербата на граѓаните во судството, особено во делот на посебните истражни мерки и прислушкувањата. А прислушувањето им стана блиско и на граѓаните, но не како легална алатка. Сушност, во јавноста стана популарна злоупотребата на оваа примерка. Од масовното прислушување во УБК што резултираше со осудителни пресуди во предметот Таргет Тврдина, до различни така наречени бомби кои протекуваат на интернет каналите без да се знае изворот. Ваквите појави дополнително ја подриваат довербата во системот, за кој се уште постои сомнеш дека секој секого може да слуша. Во такви околности анкетите покажуваат дека довербата на граѓаните во правосудните органи е исклучително ниска. Секогаш има две страни. Јас како обвинител имам две страни. Имаме пријавители, имаме оштетени. Едниот е незадоволен. Перцепцијата секогаш произлегува од незадоволната страна. Позадоволната страна некако ја чува поповлечена таа своја перцепција од причина што го добива на што го сака. Верувам дека преку отварање, непосредна соработка, веб страни, интервјуа би се подигнала довербата и граѓаните би имале, се надевам, подобра перцепција за и доверба во правосудството. Оваа група веќе помина 4 од 5 планирани работилници за трансфер на знаења. Стекнатите вештини треба да им помогнат во улогата на обучувачи, за полесно да ги расчистат дилемите со останатите колеги ширум земјава, за прашања како употребата на посебните истражни мерки. Иницијативата се спроведува со поддршка на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, ДИКАВ, во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители. Целта е, меѓу другото, да се подигне довербата во секторот, урнисувана со децении.